Продолжува процесот на будење и спознаја. Затворете ги очите. Длабоко вдишувам во себе и својата душа како едно. Кој дише? Јас. Кој сум јас? Јас сум здив. Почувствувај го. Почувствувај го. Јас сум здив е енергија. Песма на душата. Јас сум енергија во форма на тело. Енергија е чувство на здив. Свесност е чувство на енергија. Присуство е чувство на свесност. Јас сум е чувство на присуство. Јас сум е свест. Јас сум чувство на присуство кое тече низ сите делови, низ сите клетки на нашето тело. Затоа што Илија Кавај дозволи да тече. Нека тече. Тоа е најчиста внатрешна сила која трансформира и регенерира. Нека тече. Тоа е природно вибрационо здравје. Нека тече во безпросторноста и безвременоста. Отворете ги очите. Идентификација со мисла ја активира условеноста во сопствениот микрокосмос. Енергија е начин на перципирање и доживување. Енергијата е активна сила, а масата како згусната енергија е пасивна сила. Кога енергијата и масата се во природна равнотежа, тогаш насмевката е природна и покажува внатрешен мир. Која сила изместува природната равнотежа? Храната и мислата како неутрални сили. Мислата не е свеста. Таа е како сенка без субстанца. Кога се идентификува со мислата, таа се субституира, материализира, мери и тешко се враќа во сенковите состојби. Мислење е манифестација на знаење. Знаење е идентификација на измислен и непостоечи објект. Објект е збор. Ако мисленето е континуирано присутно, тогаш живеете во стрес со голема потрошувачка на ментална енергија. Мислата е статика, илузорен живот, наметнат од општеството како халуцинација на дуалноста, субјект-објект, кој го изнедрува човечковото битие како времен и смртен светилник со страв за опстанок. Јас постојам. Моето тело е електрицитет во форма на тело. Мислењето креира илузорен идентитет. Мислењето креира чувство за постоење.
кое се манифестира како чувство за актерство, генерира илузија на его на моќ. Мислење без активност креира чувство на движење, а ти не се помрднуваш од место. Умот е ниска човечка свест, која нема многу врска со креативноста, односно со духот, а преку својата реактивност создава драми, преку кои обезбедува континуитет на мислата. Умот како инкубатор на мисли, континуирано се загадува со мисли преку континуитетот на мислењето. Мислењето кое е фокусирано е опасно деструктивно. Како да се смирам кога имам болка? Болката е физичка, а патната е ментална. Со енергизирање на патната преку насочено внимание се појавува стварна негативна емоција која дополнително го принудува телото на хормонална реакција. Негативно емотивно чувство е производ од мислата, како реакција на телото сега со активирање хормони на стрес. Присуство на умната свест е несвесност. Ја градиш пајаковата мрежа на сопствениот затвор. Креативноста кога е ослободена од контрола на условениот ум и неговите филтри одговара директно на високата свест. Јас сум слободен да донесам одлука за све и да не одлучам овде и сега. Тоа е свесна одлука која исклучува ниската свест од реактивно одлучување. Човековата умна креативност, која се користи за решавање на проблеми и подобрување на животот со присутна сенка на временото и смртно јас постојам, ја руши духовната креативност на безвременото и безсмртно јас постојам. Со надминување на умната реактивност, поради условеното знаење, свесно го чувствуваш живот, духот и ја оживуваш вкупната креативност. Креативноста ја заменува дуалноста во твојот живот и преку сопствената страст да изфрла во едноста на двојно чувство сега, сензитивно вистинско чувство и емотивно илузорно чувство. Интелектот, како функција на умот, функционира во време. Се бори со свесноста, која е безвремена интелигенција, со надеж на апсолутна победа. Малку Морген. Кога мислата ќе ве исфрли од екзистенцијалното сега во време, таа создава илузија на одвоеност, што генерира емоционален страв, добро познато внатрешно искуство, што дополнително го енергизира збунетиот ум. И како да го надминам емоционалниот страв? Разбудете илузијата за разделба поради погрешната предпоставка на мислата. Екзистенцијалното е сега тука. Твоето его е позитивно, кога ги одбиеш реактивноста и условеното мислење од другиот. Човековата свест е суптилно и целно обшествено програмирано. Управувањето со биолошката форма се обавува преку синергија на умот и мозокот. Си досадив сам на себе. Што повеќе се трудам, се заплеткувам во собствената паукова ТВ и интернет мрежа. Цел свет, преку интернет, информација ми е на дланка. А јас живеам во својот условен микрокосмос кој ме фрустрира. Да не е обшествена замка ова ТВ и интернет мрежа, која врши постепена амнезија на динамиката на животот и го претвара во мисловен живот, робовски живот. Енергијата како активна сила и масата како пасивна сила. Секој миг го оптимализираат системот тело и покрај континуираните напади на неутралните сили, храна и мисла. Зошто сум депримиран? Поставување на целите го активира мислењето како функционира во време. Неизбежните препораки кон целта предизвикуваат фрустрација и го заробуваат вниманието.
Фокусираното внимание создава илузија, како ментално движење го заменува екзистенцијалното движење кој произлегува од страственото патување кон целта. Нереализираната цел не изфрла во депресија. Мојата јака илузија на моќ ја градам врз основа на твојата слаба илузија на моќ. И двајцата пловиве во заедничкиот брод по немирниот океан со надеж дека океанот ќе се смири. Залудно се трудиме да бидеме радосни во животниот процес со подобрување на тактичките решења при промашена стратегија, усмерена према надвор од нас, заробена во надворешните ситуации. Природниот извор на радоста е внатре во нас, како искуство кој самите го создаваме преку сложениот хемиски процес на телото. Вашето однесување зависи од вашата перцепција. Зло е само искривена перцепција. Демон е искривен израз на ниската свест, кој е производ на енергетската дисторзија. Проблем настанува кога допуштиш да бидеш повлечен во ниски вибрациони емоции. Кога својата личност ја градите врз основа на континуираниот проток на мисли и употреба со идеален човек, условен и наметнат од општеството, и се идентификувате со него, вие функционирате само од позиција на стара свест, ниска човекова свест. Проблемот не е проблем. Проблем си ти. Твојата заробеност во надворешните ситуации, твојата реактивност како последица на конфузниот ум, отрује твојот организам. Како кога сум нападнат од сите страни не може да ме разбере? Престани со рационализација. Твоето искуство 100% сам го создаваш. Со прифаќање на одговорноста, проблемот се освестува и преку свесно делување се надминува. Во безвременото, екзистенцијално овде и сега, проблем не постои.